Премиере Заев, ги слушнавте деноиве тврдите ставови на Бугарија околу тоа дека нема да ни дадат поддршка за почнување на преговорите. Во понеделник одите на средба со Борисов. Има ли некакви можности да се надмине ова прашање без да се задира во она што Бугарија го бара со дополнителен анекс на договор и декларација, како и да се нарече, да се задира во македонскиот јазик, во историјата, корените македонски, односно, да речем и бугаризација на некој начин на Македонија? Добре, еве вака, имаме време. Прво, ГАК или General Affairs Council е одложено 10-17, што значи дека следуваат 3 состаноци на Корепер. Денешка беше првиот Корепер и е прекршен членот 2 од договорот со Бугарија, односно првата блокада е дадена денеска. Секако тоа за мене не значи дека се изгубени шансите. Постојат и втори, трет Корепер пред да се одржи ГАК. И верувам дека ќе изнајдеме решение, посебно заради тоа што предстои самитот на согласно-берлинскиот процес во Софија, на кое што верувам, ако биде со добро здравје на колега Борисов, ќе можеме и да се видиме и да поразговараме на ова прашање. Во секој случај, ако не дај Боже се уште здравјето не е до крај поправено на колегата Борисов, тогаш ќе одржиме онлайн самит. Но интензивните комуникации кои што постојат помеѓу двете земји, посебно помеѓу Министерството за надворешни работи, верувам дека ќе бидат доволно креативни да изнајдат решение. Уште еднаш напоменувам, не се работи за нов договор или за анексен договор, се работи за појаснувања кои што може да ги дадеме во изјави, устни, писмени или слично, се со конечна цел за да ги предвижиме работите. Не имаме договор во кој што треба да ги искористиме сите оние паметни и перспективни моменти кои што постојат во него, а тоа е секако моделот дека имаме дел од нашата историја заедничка, а дел ни е посебна, да го искористиме моделот на заедничката историја и ни заедничката историја да ги изнајдеме начините на решавање на она кое што сакаме да го тврдиме. Секако, јас постојано кажувам, драго ми е што Бугарија прифаќа реалноста, а тоа е постоењето на македонскиот идентитет и македонскиот јазик, изборува за корењата, за историјата или слично. Токму овде мислам на она формулација заедничка. Знаете како, дел од историјата низ вековите сме биле заедно, имаме заедничко минато, тоа е и македонско и бугарско минато, од кое што заедничко минато се денеска појавени современите македонски јазик и бугарски јазик, јазиците на двете држави. Ако бидеме паметни, тоа што го подпишавме 2017 на 1 август, верувам дека ќе биде одлична можност да се изнајдат решенијата. Историските прашања навистина треба комисиите историски и образовни да ги решаваат. И гледаме дека работат. Ако правиме паралела со една Германија со Полска, Германија со Франција, Германија со Чешка, Словачка, еднаш годишно се стануваат комисиите и првите резултати ги дале после 10-15 години. Еве нашата комисија со Грција 2 пати годишно се состанува. Со Бугарија за 20 месеци имаме 10 состаноци на комисиите и еве следниот е закажан во декември, каде што имаме решение на 5 историски личности или 3 историски периоди, а верувам дека не сме далеко да го решиме следниот предизвик, а тоа е револуционерот Гоце Делчев, кој што представува одличен мост на спојување помеѓу двете земји заради соработка и уште поголемо пријателство и подобра иднина за граѓаните на двете земји. Така да не заборавиме дека Бугарија го врати вниманието на Европа према Западен Балкан со самитот за време на нивното претседателство. Тогаш смислата беше навистина да не поддржат и нас како Северна Македонија и целиот Западен Балкан. Верувам дека ќе опстојат. Јас сум убеден дека бугарскиот народ му мисли добро на македонскиот народ. И верувам дека и бугарската влада и претседателот Радев и сите на крајот на денот сакат да помогнат во интеграцијата на Република Северна Македонија во Европската унија и тоа така и ќе се движи. Ние остануваме комплетно посветени пријатели на целиот овој процес, заради тоа што само пријателството носи прогрес, перспективи и бенефит за граѓаните и на Република Северна Македонија и на Република Бугарија. И верувам дека во тој дух ќе продолжат самите разговори. Дефинитивно сум убеден дека паметниот дел на поставување на работите во самите разговори, помошта која што Германија ја дава за време на нивното претседателство ќе предизвикат на крајот во декември да ја одржиме првата меѓувладена конференција и да продолжиме понатаму. Сите знаеме дека 2021 е
годината на скенирање, некаде есента 2021 да ги отвориме првите поглавја, така да имаме многу мегдани пред нас, но дефинитивно сум убеден дека овој исчекор треба да го направиме и заради добро секако најповеќе на граѓаните на Република Северна Македонија, но исто така сум убеден дека тоа е за добро и на граѓаните на Република Бугарија. Премиере, може ли малку поконкретно, пред малку рековте денеска на состанок во Брисел токму Корепер, преговарачката рамка, имате информација дали е усвоена, се разгледувала, но ако добро ве слушав, рековте прекршен е членот 2, ја имаме првата блокада? Ова е прв состанок на Корепер, има вторки, има и трет. Ова е испратена порака, веројатно. Во првиот состанок на Корепер, на кој што сум непосредно информиран сега пред давањето на одговори на вашите прашања, имаме прва блокада од Бугарија. Верувам дека вториот и третиот ќе бидат отварање гаќе, важната одлука, каде што се носи заради тоа што тука се усвојува преговарачката рамка, а секако првата меѓувладена конференција до крајот на декември ова година. Членот 2 од договорот за добрососедство и соработка со Бугарија кажува многу прецизно како Бугарија ќе ја поддржи Република Северна Македонија во нејзините интеграции во Европската унија. И дефинитивно денеска е прекршен тој член. Ние ништо не прекршивме договорот со Бугарија, напротив имплементираме и личности, спремни сме да ги објавиме записниците до сега и навистина ова е едно прво непријатно чувство кое што ни се случува, но верувам дека е порака за да се убрзат решенијата на кои што се разговара помеѓу двете работни групи предводени од Министерствата за надворешни работи. Но токму Бугарија вели дека Македонија го крши договорот, подпишаниот договор. При тоа вели дека нема да се попушти се додека не се направи некој анекс договор. Доколку не влегуваат бугарските барања во преговарачката рамка, сепак тие велат дека ќе инсистираат да се направи анекс договор. Значи, разговараме меѓу работни групи. Министрите за надворешни работи разговараат. Формулацијата на зборовите кои што се употребува, прво предпочитам и предлагам убаво да се преведуваат, заради тоа што не се бараме работните групи. Нема потреба, ние имаме добар договор, ние веруваме и двете страни во овој договор. Истовремено, секако појаснувањата кои што се неопходни да ги дадем, како краткото и долгото име на државата, Република Северна Македонија и Северна Македонија, дека двете се однесуваат на политичкиот субјект на државата Република Северна Македонија. Дека немаме територијални претензии, тоа е во нашиот устав, не само Заев, Османи или Димитров или било кој што разговараме за оваа работа може да каже, тоа е нашиот устав. Дека не се мешаме во внатрешните работи на никоја земја, така и на Бугарија. Договорот за пријателство тоа исто така го договара, заради тоа што тој договор е ратификуван во парламентот и е на ниво на закон. Истовремено сме подготвени да ги преземеме сите обврски, да го убрзаме коридорот 8 на делот на железниците. И затоа се случуваат и кадровските промени и склучени се договорите и за кредити и за грантови за железницата од повеќе од 600 милиони евра. Експресниот пат на вистина експресно се реализира на делот на спојката помеѓу Куманово и бугарската граница, тој што е сосема доволен за сите капацитети и дај Боже да расте потребата, тој брзо преминува и во автопатско решение или магистрално решение. Спремни сме нормално сето она кое што ги мачи внимателно да ги разгледаме. Но дефинитивно за идентитетот и македонскиот јазик не преговараат држави, не признаваат држави. Бугарија тоа, фала Богу, го изјаснува јасно, дека тие немат ништо против реалноста, односно ја прифаќаат реалноста за постоење на македонскиот народ и македонскиот јазик и сака да зборуваме за минатото. Знаеме дека имаме бугарски корени. Апсолутно, она кое што сака да го разговарат, треба да бидеме паметни двете страни, да го решиме низ пријателство кое што не обединува. И затоа денеска зборував за формулацијата заедничка. Филозофијата на договорот од 2017 беше ние прифативме заедничка историја, тие прифатија постоењето на македонски народ и македонски јазик. Таму стои согласно устав и македонскиот и бугарскиот јазик, но дефинитивно исчекорите треба да ги направиме. Ако бидеме паметни, низ заедничката историја која што била низ вековите, представува заедничко минато и на македонскиот народ и на бугарскиот народ, низ него се изнедреле двете нации, а истовремено се појавили и двата современи јазици, македонскиот јазик и македонскиот народ. Немаме проблем да потврдиме дека тоа е кодифициран 45-та година, немаме проблем да потврдиме дека 1977 година е дел од Обединетите нации, е верификуван во главата на јазици во Обединетите нации
Сето тоа е наша реалност и факти, така да верувам дека ако пријателски гледаме низ призмата на разговорите ќе го најдеме решението. Ако гледаме навистина недоволно пријателски, тогаш и тешко се наоѓаат решенијата. Она кое што треба да го знае нашиот народ е дека не се работи за преговори за нашиот идентитет и нашиот јазик. Тоа е чувство, тоа е филинг. Грција го призна нашето право за самоопределување. И денеска за Грција сме Република Северна Македонија, во која што живеат македонци што зборуваат македонски јазик. И има една грчка Македонија во која што живеат грци нормално, кои што зборуваат грчки јазик, и тоа се ставовите на нашиот јужен сосед. Јас верувам дека и територијалниот и историски аспект на историскиот регион Македонија може да биде од помош. Не би сакал денеска пред камерите да разговараме или преговараме, но сакам да кажеме колку треба да бидеме растаретени и ориентирани кон иднината, почитувајќи го минатото и секако тоа да го користиме како основа за подобра иднина на сите. Ние можеме да го фатиме минатото и на основа на него да се скараме, и може да го фатиме минатото и на основа на него да градиме пријателство. Зависи од определбите на двете земји. Ние докажавме дека сме пријатели големи и понатаму покажуваме дека нашето пријателство останува определба трајна, не само на ЗАЕР, не само на владата, парламентот, на сите наши граѓани, и на македонците, и на албанците, и на турците, и на сите помалку бројни етнички заедници, и верувам дека ни тој дел ќе го изнајдеме решението. Денеска не би сакал да го кажам ова како драма, заради тоа што ова е навистина подготвителен корепер кој се случува, има и втори, има и трет, па доаѓа ГАК на 17, па доаѓа првата меѓувладена конференција, но дефинитивно денеска е испратен не така пријателски сигнал према нас, со тоа што првиот предлог работен за преговорачката рамка е стопиран од страна на пријателска Бугарија. Тоа не е добро. А премиере, конкретно вашите очекувања од амбасадорскиот состав во ЕУ, значи во врска со преговорачката рамка, дали имате било какви сознанија како бугарскиот амбасадор би постапил? Вашите лични очекувања? Тоа го одговори денеска, ставија блокада на првиот корепер. Тоа е амбасадорскиот состанок. Постојат уште два. Корепер е на амбасадорско ниво, ГАК е на министерско ниво и на крајот е меѓувладената конференција, што под ръководство на германското председателство треба да се одржи. Тие се процесите. Жалам што е испратена негативна порака. Не може да се каже дека тоа е вето, блокада или слично, но е негативна, непријатна порака. Членот 2 од договорот, прочитете го, кажува многу јасно дека Бугарија треба да не поддржува, дека стори се за да не поддржува целиот овој процес. Истовремено еве јавно ги коментирам денеска ставовите, со тоа сакам да испратам порака и до Бугарија, да бидеме паметни. Навистина ние немаме договор со кој што сме прифатили заедничка историја. Него заедничка историја постои за цела Европа, за цел Балкан и слично. Нека биде тоа добра подлога да се фатиме за неа, од која што ќе се признаат и прифатат двата современи јазици, а тоа е нашиот македонскиот јазик и секако современиот бугарски јазик, кој што нема дилема дека од наша страна секогаш го признат. Деновиве имаше интензивни разговори. Не чувме околу разговорите ваши со германската канцеларка Меркел. Тоа беше некое штуро соопштение, не препознавме ништо конкретно. Имаме ли некаква поддршка, има ли некакви сигнали од Германија дека може би ќе ги седне на маса Бугарија за да се биде извршен притисок? Иако Бугарија вели не прифаќаме ние никаков притисок. Не треба да го сметаме тоа како притисок. Знаете како ние разговаравме со Бугарија 2017 и постигнавме договор, а тука беа и Германија, Америка, и Британија, сите пријатели. Разговаравме со Грција и тука беа и Германија, и Британија, и Америка, и сите пријатели. Тоа е билатерално прашање и ова не се решава со притисок. Едно што го знаат сите, е факт. Европската унија не ни слуша за вакви прашања. Тоа е само идентификација, само определба. Тоа не е за разговор. И апсолутно Европската унија недвосмислено не поддржува. Но Европската унија ги носи одлуките со консензус. Германското председателство, јас сум многу среќен што е толку фокусирано за почетокот на преговорите, односно за првата меѓувладена конференција. Канцеларката Меркел, знаете дека голем пријател со нас. Таа вели Зоран должност ние да го поддржиме и да продолжите понатаму. Направивте многу. Но истовремено таа е пријател и со Бугарија и со премиерот Борисов. Разговара, иако е во моментот кога се разговараш со премиерот Борисов, не беше во така добра здравствена состојба, а состанокот се направи. Сето тоа кажува колку сите сме вклучени да изнајдеме решение. Германија ќе прави напори да не поддржи, да биде креативна, веќе се одржа состанок во Берлин, знаете, поприлично успешен, според мене,
Верувам дека може да се одржи уште еден, не мора да е со физичко присуство, може онлайн да се одржи овие денови. Охрабрувам такви состаноци, дадов подршка на такви идеи и верувам дека пред се меѓу нас и Бугарија е прашањето да го решиме, секако со подршка, помош, креативност, инвентивност на министрите за надворешни работи, канцеларката Меркел, председателот Штајнмајер, кои што сите се вклучени внатре. Да бидеме оптимисти до самиот крај, но едно треба да знаеме. Прашањето на идентитетот и јазикот е кислородот. Не можеме ние кислородот да го дадеме. Не заради ковид. Кислородот е тој што го вдишуваме кога зборуваме македонски јазик. И апсолутно тука е прашање на чувство, прашање на филинг, прашање на определба и драго ми е што Бугарија не го бара тоа, тие го признаваат како реалност, нормално, но секако и историјата на мојот идентитет како македонец кој што зборува македонски јазик е мое право, не само определба. Јас го разбирам, целото чувство на бугарскиот народ е нашиот пријателски народ, но и заедничко. И заедничкото можеме да ги најдеме решение. Последно прашање? Може ли на здравство да се... Не. Повелете. Добро, премиере, пред 2 недели читам да прашав на еден друг настан дали владата размислува за полициски час или карантини или регионални карантини, од тогаш негативните показатели за жал се побројни. Па така да очекуваме сега кој би бил одговорот или изговорот пак да не се ова популарна мерка разгледува владата да стапи на сила, бидејќи регионот, но и земјите од Западна Европа веќе пристапија. Прво сакам да знаете дека ниту владата, ниту министерот за здравство сами пресечуваат председување на предлог на здравствената комисија, кој што се индивидуи луѓе живеат тука, стручнаци и експерти од здравство, но се и граѓани, тие имаат сите аспекти. Првите согледувања кои што ги добивам како информација од министерот Филипче се дека резултатите од досегашните мерки се видливи. Прво, веројатно, стравот од казни, согласно законот. Второ, стравот од заразата, најверојатно. Трето, во пракса ќе видите после 21 часот скоро и да нема луѓе на групирање на места во кафетерии или слично. Таму кај што се случува прекршување, гледате дека се презимаат драстични и ригорозни мерки. Она кое што го гледаме денеска е дека прво желбата за да се заштитиме себе и своите најблиски продуцира максимално носење на маски на отворено. Второ, гледаме дека се избегнува групирањето. Трето, тоа што го гледаме е дека се почитуваат сите препораки, дури и препораката за недвижење после 21 часот, освен во најнеопходни услови, се почитува. Ако би отишле кон полициски час, тоа би било 21 часот до 5 сабајна. И сега функционира и без полициски час. Само што секако службите кои што би биле распоредени на полициски час може да завршат сега квалитетна друга работа. Нема нешто посебно да предизвика, барем според мен. Ако падне сугестија од здравствена комисија и пред се доаѓа од јавност, од филингот на јавноста, кој што го осеќаат, а филингот на вистина е дека генерално би можел да кажем 95% во државата се почитуваат сите овие мерки од сите тие аспекти. Карантините исто така се определба, секој пат може да постои. Лично јас сум против локдаун, против полициски часови, карантини и слично, но секако ако има потреба и се јават причини за тоа, тоа треба да се применува. Но во моментот, како што реков, не гледам ништо јас лично причини, но јас сум само не стручен човек во оваа работа. Јас ја водам владата, која што е подготвена секој пат благовремено да биде свикана и да ги донесе сите најнеопходни мерки. Втората значајна работа е апелот за почитување и опременоста на здравствените системи. Мене ми е драго што веќе се вклучуваат младите специализанти, се подготвија интернистичките оделенија, сите други капацитети се на располагање, затоа што граѓаните мора да бидат подготвени. Драго ми е што ребалансот на буџетот помина, каде што се обезбедени тие 243 милиони денари дополнително за здравството, каде што имаме награда за здравствениот персонал, набавка на вакцината, набавка на ремдесивирот како лек или слично, сето тоа е дигање на капацитетност и гаранција на заштита на јавното здравје на граѓаните. И следиме внимателно работите и така ќе продолжиме во периодот кој што предстои. И од каде потребата и која ќе биде улогата на армијата која е стави на располагање председноста Мандаровски на барање на владата, бидејќи и тоа граѓаните го одекна во нивните уши дека армијата што ќе работи, што ќе прави ако велите дека се е во ред. Се е во ред, на вистина применуваме една убава европска пракса, многу европски земји. Армијата која улога ќе има? Сега ќе ви кажам. Многу убава европска пракса, многу европски земји ја поканија својата армија да асистира административно околу здравствените институции, а впрочем ние тоа го направивме и пролет.
подсетам, пролете имавме ангажман на армијата за помошта во ковидот. Значи дека очекувате гужви армијата да воспоставува ред, да ги брани институциите од граѓаните? Не да ги брани, тама работа да ги упатува граѓаните, да им помага на граѓаните, да им се најде на граѓаните, секако и на здравствените работници во тој дел, заради тоа што некој пат, знаете, кој е болен човек, може да паничи, може да направи проблем за себе пред се, тука се тие да го поддржат, таа е армија која што ние ја плаќаме, пред се за граѓаните ќе биде таму. Сака да пораката е ставање на сите наши ресурси, тоа е нашата македонска армија која што треба да биде ставена на располагање. Јас знам дека председателот е позитивен, веројатно соопштил дека се прават ваквите организации за ова работа и навистина во Европа го гледаме како пријатно чувство, граѓаните го поддржуваат, кога знаат дека сите капацитети им се на располагање, ако не дај Боже и за сите здрави граѓани кои што не се исправени пред ваков предизвик се уште, ако имат потреба, треба да знаат дека може да сметат на сите своји државни ресурси. Благодарам. Благодарам на сите. Благодариме.